Владиниот авион ќе лета за Израел за евакуација на македонските граѓани заглавени таму. Сите кои се пријавиле во ДКП во Тел Авив ќе бидат пренесени по копнен пат на локација до која е безбедно да стигнат, а оттаму ќе ги преземе владиниот авион. Во владиниот авион има место за 7 патници, но за да можат да си дојдат дома, сите кои стапиле во контакт се разгледуваат можности за комерцијални летови од безбедни околни точки. За македонците кои се во Израел веќе договараме евакуација. Се разгледуваат алтернативни патни правци кои се безбедни за да можат да бидат извлечени, а оттаму да ги превземеме со владиниот авион. Првите патници очекуваме да стигнат дома уште утре. За патниците од Катар, од МНР велат дека се во преговори за специјален комерцијален лет со кој би се вратиле дома, а враќањето од Обединетите Арапски Емирати ќе почне во првата безбедна прилика. Македонското министерство за надворешни работи се откажа од идејата за излекување по копнен пат затоа што условите на терен покажале дека таквата евакуација е небезбедна. Според последните информации, ниту еден македонски граѓанин не е повреден, сите се згрижени, а бројката на луѓе кои побарале да бидат евакуирани порасна на вкупно 473. Најмногу ги има во Дубај, дури 348 луѓе, пошто следи Катар, па Израел, Кувајт и Бахраин. Согласно информациите добиени од надлежните власти, се уште не се препорачува евакуација по копнен пат за граѓаните кои се наоѓаат во Катар и Обединетите Арапски Емирати. Евакуацијата ќе биде почната во првата безбедна прилика, при што веќе се разгледуваат можностите за нивно безбедно извлекување веднаш штом се создадат соодветни услови. Апелот на надлежните е сите да ги следат насоките, а телефонските броеви остануваат отворени 24 часа. Од регионот, србите први успеа да евакуираат 200 луѓе со авион. Дубајската авиокомпанија Емирати вчера соопшти дека започнува сообраќај со ограничен број летови, а приоритет имаат патниците кои се заглавени во транзит зоната или имаат претходни резервации, а за сите останати останува суспензијата. Затворен останува и поморскиот пат, откако Иран ги предупреди бродските компании кои главно извезуваат нафта или 20% од светскиот пазар да не го користат Ормудскиот теснец.